сакам овутро да започнем со една случка во ова нова проповед во утро. Разговарав со еден човек на тема поврзана со вера, различни теми, затоа што овој период така се вртев малку со повеќе луѓе и тој тврдеше дека е верник. И во разговорот од тема до тема, за христијанство едно друго и свртивме на тема смрт. Зашто нели се случуваат смртни работи цела Македонија и зборуваме за затробен живот. И забележа во разговор дека нему е пријатно да зборува на темата смрт. И во еден момент ми вика: "Абе, знаеш, никој не знае како е таму, па кој се вратил за да каже?" И јас не можев да си поверувам што слушам, затоа што тврди дека е христијанин, или? И се прашував: "Па добро, што верува овој човек ако никој не се вратил за да каже како е?" Мислам, која е поентата на верувањето во Исус Христос, ако не го знаеме него и не знаеме што направил тој? Ако веруваш дека никој не се вратил за гробниот живот, ова реченица може да ја кажат муслиманите, будистите, денеска Бајрам е име на муслиманите и сите други религии, но не може да ја каже некој кој што е христијанин. И ви охрабрувам да не ми се случи некој кој да ја кажете, затоа што дава погрешна слика за вас како христијанин. Не сме да биде едноставно коментар на христијани, затоа што тогаш не ја знаеме ни основната цел на христијанството. И фактот дека со сигурност не имаме спасение, имаат само христијани. Значи само ние христијаните имаме силна увереност дека имаме спасение. Не може би, ама не сум сигурен. Ако веруваме во Исус Христос, автоматски со верата доаѓа и увереноста дека имаме спасение. И баш затоа Исус Христос ја победи смртта и се врати од задгробниот живот, за да покаже практично, односно физички се појави и каже дека тој е вистинскиот начин за победата над смртта. Верувајте, сите ќе умреме. Нормално, ако Исус Христос не дојде во меѓувреме, како што гледаме, има и премногу земјотреси и поплави и што уште не, така да би сакал да дојде пред јас да умрам, за да не морам да умирам, ама и да умрам знам каде ќе бидам, нели? И на почеток треба да потенцираме на работа, со ова што изборувам за смрт, не ми е целта да ви давам страх. Значи, баш противното, треба да се охрабриме, да бидеме уверени дека кога мене ќе ме нема, ќе бидам со Господ. И нема да преминам од живот во смрт, туку ќе преминам од живот во вечен живот. И тоа се факти. Тоа се факти затоа што Исус Христос дојде да ни нагласи тие работи, дека не треба да имаме страх, дека смртта е победена и дека ние може да живееме во таа вистина. И се врати од задгробниот живот и ни покажа пат. Секој кој верува не треба да има страх и непријатност. И може, и треба, и не треба да ви е тешко да зборувате за смрт. И чувствителноста да се зборува за смртта може да биде знак на просперитетно евангелие, дека очекувате само да добивате од Господ, а не очекувате дека и ќе загубите нешто како што е овој живот земен тука. И некој не разбере може би пораката на евангелието, но нема да продолжувам натака. Темата денешна ми е малку поинаква. Јас сум тука само да ја кажам вистината и вистината е онаа која што ќе нас ослободи од тој страх. Она што денеска ќе го зборуваме, затоа што доаѓа Великден, наближува, зборуваме за популарни теми, нормално, и теми кои што се поврзани со смрт, со воскресение, со спасение, со вечен живот. И нема ништо поважно од тие теми за секој човек, зашто секој еден го интересира. Посебно, после трагедијата која што се случи, која што ја доживеа Македонија пред 2 недели веќе има, 59 млади животи згаснаа. Едноставно ете равнодушен, се приближуваш и сваќаш дека животот е една кревка работа.
нормално ние веруваме дека Господ ќе не заштити, дека ќе успееме да излеземе и ние од таа дискотека, ако и нас не се случи тоа, но се прашуваш што е животот и каде и колку и каде ќе одам и што ќе ми се случува, и Божјото слово посебно во Откровение кажува каков ќе биде нашиот живот. Но верувате, јас бев уште поблиску до смртта пред 2 недели, кога знаете некој мој млад Вујко почина, и јас дори бев на неговиот ковчег и го допрев и видов што значи смртта. Значи едноставно гледате човек кој што не више повеќе не функционира и сваќате дека ова е тело кое што е грешно и кое што гасне и нема повеќе да функционира понатака до кој знае, може би никогаш. Но само го спознае. И знаете што се прашува човек, дали пак ќе го видам? Тој ближниот, дали ќе го видам? Тоа никој освен Господ не го знае. Затоа што само Господ вели, само јас можам да ви судам, само јас ќе ви судам. Јас колку што знам, мојот Вујко не беше наново роден, така да малку надеж имам до тоа нешто, дека пак ќе се видиме, но другите луѓе кои што беа околу мене, со кои што разговарав, знаете што кажуваат? На подобро место е. Или сега е со Господ. Колку и да е тешко и колку, ако ме чуе некој од моите роднини, ќе рече па да, така е, но ќе видиме денес дека не е така. Ние знаеме, тоа зависи од податокот дали човекот верува во Христос, односно верувал во Христос пред да загине, пред да почине. И Јован 3:16 нема кој не го знае, зашто Бог толку го возлюби светот што го даде својот единороден син, да секој кој верува да не загине, туку да има вечен живот. И жално е само колку луѓе умираат без да сватат кој е Исус Христос и затоа нема време и да разберат некогаш, затоа што некои се раѓаат и како бебиња се раѓаат и умираат и тие кои што немаат време да разберат, има друга мерка за суд за нив, но за оние кои што ја слушнале пораката, го слушнале Евангелието и не поверувале, ќе зборуваме денес што се случува. Без разлика дали човекот го загубил животот природно или го загубил насилно или трагично, како што некои кажуваат, кој поверувал во Синот додека бил жив, ќе има вечен живот. Тоа е целото Евангелие во 3 реченици. И на верниците им е познато овој стих од Јован 3:16, но оние кои што веруваат, без сомнеш им следува вечен живот, и продолжат да живеат со Господ. Но што ако починатиот не го задоволил тој стандард? Што ако не го познава Спасителот? Доаѓа свештеник да го погреба човекот, зборува за простување на гревовите, блиските плачат на неговиот или на низиниот гроб и велат го нема повеќе. И она што мене во такви моменти ме фрустрира, потајно, не директно, е тоа што нема утеха. Нема утеха. Но јас ви велам една работа, и ова нека биде еден мој дел, кој што може да го пресечете и да го ставите кога јас ќе умрам. Кога јас ќе умрам, сакам сите да се радувате на мојот гроб, затоа што јас сум утешен. И јас знам каде ќе бидам и знам дека секој некој што верува ќе го видам. Тоа е моето верување. И јас знам дека ќе бидам со мојот Спасител и не се плашам. И напротив, јас се радувам и чекам кога ќе го сретнам мојот Бог. И се оно што на овој свет сум спремен или очекувам да го добијам е мало, неразмерно мало. Не знам, не сум жена, деца, не знам, богатство или што и да е, ништо не е поважно од тоа да бидам во вечноста со мојот Бог. Нема поважно. Секој друг верник кој го разбира, ќе дојде на мојот погреб и ќе се утеши, ќе каже Владко е во преградките на Исус во рај. Или Владко е со Бог. На подобро место е. Затоа
затоа што оправдан сум преку вера и тоа може да го кажеме без сомнеш. Дури и човек кој што не верувал ќе рече веруваше и можеби најверојатно ќе биде со Бог во рајот. Ако верувате секако. Еден ден кога ќе ме нема, можева да го пуштите и да се утешите сите. Текстот кој ќе го обработуваме денес е Лука 16 глава, како што знаете, јас не читам многу, не скокам стихови, и е многу тежок текст. Тоа е единствениот текст во Библијата во кој што Исус зборува за задгробниот живот и кажува колку тешко ќе му биде на оној кој што не верува. Лука 16 од 19 до 26 ќе зборуваме за лагите кои се кажуваат кога нема утека на гробот или кога човекот е починат и кога тој промаши. Кога нема таа утека, луѓето почнуваат да измислуваат работи. Знаете, тоа е најлошото нешто, кога некој ќе почине, луѓето од немајкаде почнуваат да измислуваат работи кои што не се вистина, кои што не се точни. Бегаат од вистината која вистински ја зборува Божјото Слово и која што за кратко ќе ја читаме, но сакам да се вратам на стихот кој што го кажавме на почетокот, Јован 3:16. Верувам го знаете, веќе го прочитавме. Има луѓе кои што различно го толкуваат тој стих и тоа многу погрешно и многу убаво звучи. Неверојатно убаво звучи и може да се соблазните кога ќе го кажам. Јован 3:16 го толкуваат вака. Таму во делот пишува да секој кој верува во него да не загине. Тој збор загине е многу луѓе го разбираат како да се изгуби, да го снема, да престане да постои, да не функционира повеќе и како да исчезна или престанува да постои. Денес ќе видиме дека таквото толкување не е точно, зашто таквото толкување звучи толку утешително и многу атрактивно и многу е лесно за верување и ќе почине човек и знаете што велам најчесто? Жало е, ама ништо лошо. И го нема повеќе, исчезна, замени човекот, го нема повеќе, се исклучи, не знам, не разбирате што се ми кажам, го снема, едноставно, готово, не постои човекот, жал ми е за него, ама го нема. Ваква лага ги охрабрува сите кои што се живи да кажат еден живот ми е доволен. Затоа што кога знаеш дека кога ќе умреш, ако не си верник, ќе те снема, ќе престанеш да постоиш, ќе престанеш свесноста тоа ќе престане. И звучи многу убаво, многу привлечно звучи. Ќе го живеам животот максимално, еден живот имам, доволен ми е, не ми треба повеќе, да уживам додека сум жив. Кога ќе умрам, ќе престанам да постојам и тоа звучи многу паметно. И во Македонија има една фраза, се вика грешна душа. Тоа многу често го користат и тоа е насловот на денешната тема. Грешна душа е таа душа која што, кога ќе кажат грешна душа, да знаете, која започина, тоа значи дека грешник бил и го нема повеќе и ево, грешеше на земјата, ава толку престана да постои човекот. Но ќе видиме, не јас да ви кажам, ќе видиме низ Божјото Слово, што кажа Божјото Слово во врска со душата после смрт. Затоа што тоа и нас не е важно и тоа е она што ни дава мудрост да разбереме каква е нашата позиција на оваа земја. Не е важно што мислам јас, не е важно што мислиш ти, што Бог вели. Ќе читаме од Лука 16, од 19 до 26, тоа е параболата за богатиот човек и Лазар. Тоа вели вака. Си беше еден богат човек, кој се облекуваше во порфир и во свило. И секој ден живееше раскошно и се веселеше. А еден сиромав, по име Лазар, лежеше пред вратата негова сиот покриен со красти, кој сакаше да се накарни со трошките што паѓа од трпезата на богатиот. И кучињата доаѓаа и ги лижеа раците негови. Умре сиромавиот и ангелите го однесоа во пазувите Аврамови. Умре и богатиот и го погребаа. И во пеколот, додека беше во маки, ги подигна очите своји и го виде оддалеку Аврам и Лазар во неговите пазуви. Тогаш што извика и рече: Оче Авраме,
смилувај ми се и прати го Лазар да го накваси својот прст во вода и да ми го разлади јазикот, зашто многу страдам во овој пламен. Но Аврам рече: Синко, сети се дека ти си го добил своето добро уште додека беше жив, а Лазар злото. Сега пак тој се утешува, а ти се мачиш. Освен тоа, меѓу вас и нас има голема провалија, така што оние кои би сакале да дојдат кај вас, не можат. А исто така и они оттаму кај нас. Има една доктрина, сега ќе ја прочитам, бидејќи не знам да ја кажам, се вика анахилационизам. Тоа е многу долг збор, извинете, мора да прочитам, затоа што и два пати треба да го кажам, ќе го сгрешам. Тоа е доктрина која кажува дека душата на неверниците престанува да постои во моментот кога тие ќе умрат. Или варијации на тоа, и дека нема казна за гревот. И ова кога ќе го кажам нема казна за гревот, веднаш звучи како ова да не е христијанство, како да е нешто друго. Односно казна за гревот е тоа дека нема да добијат вечен живот. Тоа им е казна. Како што веќе кажав, оние кои веруваат во оваа доктрина, веруваат за себе или за други неверници, дека по смртта ќе престанат да постојат. И некои теолози оваа доктрина уште ја нарекуваат бесмртност со услов. Односно дека душата не е бесмртна кога ние се раѓаме смртни, и дека само Бог е бесмртен, и тој го дава дарот на бесмртноста на душата на човекот, според тоа дали верува или не верува. И казната е дека или ќе бидеш вечен, или ќе те нема. Тоа е таа доктрина. Ако го прифатиш Исус Христос за твој Бог и Спасител, тогаш ќе ти даде вечен живот, и душата ќе ти стане бесмртна. Основа. И ако го спомне повторно Јован 3:16, таму тие го разбираат како секој што верува нема да загине. Значи, секој што не верува, едноставно ќе го нема. Има многу религиозни групи во светот кои застраниле од христијанството и кои што веруваат во ова нешто, а најголеми од нив се јаховините сведоци и мормоните. Дури ќе се зачуете затоа што не мислите дека тоа може да се верува. Самоцјаните имаат друга верзија, дека нема да горат во тоа е езерото што е сулфурно. Да, ама и тие веруваат дека нема вечно страдање. Веруваат дека неверниците нема да бидат казнети по смртта или нема да бидат казнети вечно. Ќе има некој период на страдање, на измачување и потоа ќе престане, како што спомнам братот за лутјаните или адвентистите. Бидејќи во моментот кога ќе умрат, ќе престанат да постојат, за нив нема казна. За споредба, чисто да знаете, да не ви биде чудно, ниедна од трите христијански деноминации, протестантската, православната и католичката, не верува во ова. Прва причина зашто христијаните не треба да веруваат во оваа доктрина е фактот што Исус многу пати на многу места зборува дека Бог ни суди и дека ќе има казна, и никаде не се кажува дека казната ќе биде вечна смрт. Туку вечно измачување. Најдобар пример дека доктрината е погрешна ни дава оној кој што се вратил, а тоа е Исус Христос. И како што видовме, Исус во Лука 16 зборува за богат човек и за сиромах човек. Оно што сакам само да го потенцирам пред да продолжам, во ова приказ на ликовите се измислени. Значи овој Лазар кој што тука се спомнува, не е оној Лазар, братот на Марта и на Марија, кој е измислен лик. Зошто му е дадено име? Му е дадено име за да може потоа богатиот кога страда по име да го повика. Единствена причина е тоа, само да знаете. Во Стариот и Новиот Завет, и малку во Новиот Завет, се зборува за Адот, или подземјето, или Шеол, како што се кажува на еврејски. Пред воскресението на Исус Христос, секој одел во Шеол, пред да воскресне Христос. И Шеол, односно Адот, односно подземјето, било поделено на два дела. Првиот дел, односно и ова прикazna од која што гледаме
парабола од Исус, се забележува тоа истото, и ова е единственото место каде што Исус кажува нешто за загробен живот, пред да воскресне. После Исусовото воскресение, ова ќе се промени, не е повеќе вака. Исус кога зборува кажува што се случувало до пред неговото воскресение. Во некои преводи, кога ќе кажеме дека се зборува за пазувите на Аврам, тоа било местото каде што Аврам престојувал, тоа бил делот на одмор и на благосостојба на починатите, од кои што бил тука најголем Аврам. Во некои преводи се преведува како страната на Аврам или со Аврам, како што кажав, затоа што Лазар верувал во Јахве, бил морално добар човек и многу страдал на земјата воедно, но никогаш не се осудил да направи зло, затоа што ако сакал да се направи зло, ќе му наштетил на богатиот. Лазар завршува во место кое што е многу мирно, многу убаво, завршува во одмор и во задоволство. А богатиот кој живеел без Бог, себично и лошо, завршува во пекло. Тоа е другиот дел на адот или на подземјето. Значи тој бил поделен на два дела. И како што може и од овие стихови да видиме, голема била раздалеченост, имало голема провалија помеѓу нив две и не можел никој да премине од едната на другата страна, така да паѓаат во вода молитвите за некој кога се моли за простување на гревовите, од кога човек е почит. Тоа е моје уверување. Кога Исус ќе воскресне, сепак, се случува на друга работа и тој таа провалија станува уште поголема. Зошто? Сите кои што биле во пазувите на Аврам или со Аврам, преминуваат во рајот заедно со Исус Христос. А со тоа, адот, односно Шеол, останува само пекло. И кога ќе кажеме адот сега денес, кога ќе кажеме подземјето или кога ќе кажеме Шеол, тоа е пекло. Едно со друго се исто. А рајот е со Исус Христос. Тој заклучок може да го изведеме подочна во Откровение 20 глава, 13 до 15, тоа можам да го прочитам. Добро е да пазите, или може да си го прочитате и сами. И вика, и морето ги предаде своите мртви кои се во него. И смртта и подземјето ги предадоа мртвите, значи кои што се во нив. И секој беше суден според своите дела. И смртта и подземјето беа фрлени во огненото езеро. Тоа е втората смрт, огненото езеро. И кој не беше запишан во книгата на животот, односно кој не беше верен и следеше Исус, беше фрлен во огненото езеро. Овие стихови многу јасно кажуваат дека мртвите души, значи ова е Откровение, ова е последната книга од Библијата, кажува дека мртвите души постојат. Значи постојат барем до тој момент додека Исус не ги повика сите на суд, односно да дојдат пред Бог, мртвите души постојат. Било да се верни или неверни. И ќе бидете судени и ќе искусите уште поголемо страдање во адот, од адот, во огненото езеро. Сега некој велат, тука пишува втора смрт. Тоа е она што го веруваат адвентистите. Ќе има втора смрт. Сите живи од првата смрт се живи, како што кажав, значи тука мора, мислам ме пратите и разбирате дека до втората смрт сите се души живи и се свесни за она што им се случува. И ќе страда уште еднаш, втор пат. Значи два пати смрт. Адвентистите ги користат стиховите за втората смрт со тврдења дека измачувањето на грешниците нема да биде вечно. Во огненото езеро ќе умрат. Односно, кога ќе паднат во огненото езеро ќе ги изгори и ќе престанат да постојат. Но, дури и ChatGPT го прашав, за јас да не грешам, не е точно, бидејќи ако прочитате само 3 стихови и малку погоре, има одговор на ова. 10-тиот стих во Откровение 20 глава пишува вака. А ѓаволот што ги лажеше беше фрлен во огнено и сулфурно езеро, каде што е цверот и лажниот пророк. Пазете,
тие ќе бидат мачени ден и ноќ во векови. Значи, ќе бидат сите мачени ден и ноќ во векови. Значи, вечно ќе биде измачувањето. Значи, измачувањето во огненото езеро е вечно. И тоа ги следува сите кои ќе бидат во адот, кои ќе останат во адот додека не им се суди повторно. Односно, оние кои што не успеале да дојдат во рајот со Исус Христос. Да сумаризирам се што кажав до сега. Кога човек ќе почине, кој верувал во Исус Христос, оди во рајот, а телото, знаеме, оди во гробот, знаеме од многу тела се ископани, знаеме дека се распаѓа, знаеме дека се враќа во прашина. Нема да коментирам што ќе се случува при доаѓањето на Исус Христос со телата и како тоа ќе се случува, тоа не е тема денес. Но од приказната за Лазар и за богатиот видовме како изгледа пеколот, барем она што ќе се случува додека Исус не дојде повторно. Душата на богатиот не се изгуби, продолжи да постои, продолжи да страда. И тешко дел за прифаќање дека не само што продолжи да постои, туку душата на поничинатиот е се уште свесна за одмор и за измачување. Душата е целосно свесна и тоа го тврдат и Стариот и Новиот Завет. Односно, дури кога твоето тело ќе умре, што на сите ќе се случи, повеќе, независно дали си верувал во Исус Христос. Душата ќе постои, ќе продолжи да постои. Душата е вечна. Ти ќе продолжиш да постоиш со твојата душа, со твојата свесност. Светот, ѓаволот и нехристијанските религиозни групи, кога ќе излеземе тука денес, ќе пробат да не убедат во спротивното. Дека душата во овој свет ќе го напуштиме ние, ќе престане да постои. Затоа што така е полесно да живееш, очигледно, и полесно, ако ти умре некој неверен роднина, близок, да се утешиш. А тоа не е вистинска утеха и тоа не е вистина. Тоа е само наша заблуда. И ако сакате психолошки да верувате во тоа, верувајте психолошки, но духовно, религиозно, верски, не е точно. Мене ми умреа неколку роднини, кои нема уверувано во Исус Христос. И ви верувам дека мене не ми е лесно да ја прифатам и јас самиот ова вистина, но знањето и прифаќањето на твојата душа дека ќе продолжи да биде жива е огромна работа и многу е важна и многу е специфична како информација да се знае и да се прифати, затоа што ако не ја прифатиме таа информација, нема да имаме толку мудрост за да се одржиме. И ова нека биде уште една мудрост со која што ќе се одржиме во вера, ќе се одржиме поблиску до Бог, ќе се одржиме да чекориме по тој тесен пат кој што Исус ни го проповеда. Има многу варијации и доктрини на оваа доктрина, извинете, има многу варијации дека душата или ќе престане да постои, како што кажав, или ќе постои некое време, потоа ќе престане да постои. Сите варијации веруваат дека неверните нема вечно да имаат казна. Па дури може би дека воопшто нема да вкусат страдање и измачување. Како што можевме да видиме, и оно што ви го споделив, сето тоа е неточно. Божјото Слово не ја потврдува оваа теза, баш напротив, повеќе има против, зашто ово важно е важно. И зашто е важно, што го кажувам? Дали сметате дека темата на која што зборувам е интересна? Може. За некога дури може би е и тешка за слушање или за верување. Ќе кажам некој не е за верување, дека не е тешка за верување, но треба искрено во срцето да веруваме дека секој кој што ќе умре, душата ќе продолжи да постои. Поранешниот пастор на црквата Арко имаше една изрека: вечноста е долга, викаше. И ова е тоа. Вечноста е долга.
И не сакам да ја базираме нашата вера на страв, дека така треба да живееме од стравот, дека јас ако ќе умрам, ќе продолжам да постојам и ќе се изнагледам куп работи во загробниот живот. И не сакам и да бегаме од оваа тема, затоа што и тоа не е оборет, да бегаме од темата. Но да бидам искрен со вас, јас сакам да верувам дека моите ближни се спасени. И они, ајде ќе речам, они кои што не се спасени, дека ќе престанат да постојат. Тоа е подобро и полесно верување. И така нема да треба да пати цела вечност тој човек. Нема да бара капка вода да му ставам со мојот прст во устата, како што тука гледаме за богатиот. И воопшто нема да биде грижа дали се спасени или не се спасени, ако така си верува грешно, оди со грев во светот, умира, ако нема повеќе, не е важно. Не сака вечен живот, сака тој живот што си го има да се го проживее и во ред. И не е така. И затоа, ова што ќе кажам следното е многу важно, дури по цена да ме прогласат за будало, дури по цена да останам сам во животот, дури по цена сите да ме гледаат како мизерен човек, како легалист или не знам што, јас ќе кажам за Исус Христос и би сакал да едноставно луѓето да слушаат, да прифатат, да поверуваат, да им кажам, Исус те сака, Исус има план за тебе, со Исус ќе бидеш во рајот, со Исус можеш да веруваш во Исус, дека ако веруваш во Исус, дека кога ќе починеш ќе бидеш заедно со Него во вечна радост. Џабе. Многу ми е тешко што е џабе и што мнозина кога им кажувам, како да им кажувам на човек кој што е слеп и не гледа што се случува околу него. Божјото Слово кажува јасно во Откровение што ни очекува во иднина. И ушто само ќе кажам една реченица, кој има уши, нека слуша. Вечно ќе постои секоја душа. Амин.